Македонија во срце те носиме, втор дел е во тек снимање на преработките на одбрани македонски народни песни. Миле Кузмановски беше дел од Македонија во срце те носиме прв дел и секако истата екипа е задолжена и ја има довербата за да ги препее овие и нови македонски песни и во вториот циклус од овој успешен музички патриотски проект. Миле, се здраво и ти благодарам што непосредно еве пред уште едно снимање за една од песните од вториот циклус одвоиваш време за гледачите на Алфа. Ти благодарам за поканата да гостувам кај тебе во емисија. Поздрав до гледачите на Алфа. Еве се случува вториот дел на Македонија во срцете носиме, оној првиот беше успешен, па рековме зашто да нема и втор дел. Така, вториот веќе на големо се работи, затоа што се снимаат нели преработките, се собрале комитите. Да. Е песната што овој пат имаше чест да чест, така да добијам, се собрале комитите. Се надевам дека преработивме со Никол Чемицовски онака како што доликува на една убава родолюбива патриотска песна. Се надевам ќе им се допадне на слушателите и гледачите. Ќе следуваат многу убави моменти со овој проект, ќе имаме 8 концерти низ Македонија, но нема да бидат само 8, понатаму ќе се оди во оние градови кај што воопшто не сме биле, така да мислам караванот ќе биде интересен и убав. Освен се собрале комитите така за потребите на овој втор циклус од проектот Македонија во срцете носиме, дел си од пеачката екипа заедно со колегите твои, значи имате две заеднички песни. Така е, едната е ново компонирана, Никол Чемицевски и Борче Нечевски се потрудија да ни направат нова песна и ја пееме сите 12 изведувачи. И втората е една преубава песна, по мене, исто патриотска, стара лулка на покојниот Војо Стојановски, ќе ја испееме сите 12 луѓе заедно. Првиот циклус помина исклучително успешно, со на вистина многу успешни концерти во сите градови каде што се одржа и сето тоа финишираше со еден фантастичен концерт во Македонската филхармонија. Што за вас, нашите би рекла најуспешни, најпопуларни естрадни уметници, изведувачи, значи да се биде дел од еден ваков проект кој што директно ги погоди слушателите во срцето, затоа што прекрасно е да се слушаат старите македонски народни песни со нашите најубави гласови од ова време. Во ново руво спакувани. Секако е голема е честа, иако веќе имаме позади нас кариери од по 30-35 години, секогаш е предизвик да се пее македонска убава стара песна во нов аранжман, а најмногу од се мене барем ме исполнуваше тоа што многу млади луѓе имавме на концертите и ги пееа во еден глас со нас песните. И тоа ми е драго дека ќе останат, се надевам дека ќе останат и кога нас ќе не нема, некој друг ќе ги препее овие песни или ќе останат во сеќавање на овие млади генерации сега. Со нетрпение очекуваме да го слушнеме, да и видиме остатокот од ова што доправа треба да биде снимено и нормално потоа да ве видиме на плоштадите во градовите ширум Македонија како ги пеете песните непосредно пред таа публика што верувам ќе биде присутна во уште поголем број дури во овој втор. Јас се надевам исто дека ќе биде успешен како и првиот, затоа што внимателно се одбрани песните, пеачите секако одбрани, така да мислам дека сме добра екипа и дека заедно ќе направиме убави моменти на нашиот народ низ Македонија. Не сте добра екипа. Одлична екипа. Така. Ти благодарам, Миле. Ти благодарам и тебе на поканата.